Неплатена сметка за радиодифузна такса во висина од 190 денари скоро цела година ја закочила ликвидацијата на меѓуопштинското јавно претпријатие Пониква КП. Иако се работи за минимална и скоро символична сума, овој долг се испречил во постапката што ја започнаа општините Кочани и Пробиштип за да го згаснат и избришат од Централниот регистар заедничкото претпријатие што го формираа пред околу 4 години. Иако тоа фактички и не профункционира и не се реализираа заложбите за вработување на неколку лица од двете општини, сепак со самата регистрација започнало да создава обврски и да прави известни долгови. Токму неплатената сметка за телевизија се уште го одржала во живот, рекоа од секторот за јавни дејности. Во постапката за ликвидација при обезбедување на документацијата ние бевме уверени дека и така е, ова предпријатие не учествуваше во правниот промет, немаше активности. Меѓутоа, кога поднесовме барање да ни издадат од управата за јавни приходи уверение за обврски, дека нема никакви обврски, се испостави дека по основ на радиодифузна такса имаме одреден долг, бидејќи е регистрирано и покрај тоа што не учествуваше во правниот промет. Во меѓувреме, неплатената сметка за радиодифузна такса е платена и сега при крај е постапката за ликвидација, зашто на седницата на Советот на општина Кочани што ќе се одржи в понеделник, треба да биде донесена и соодветна одлука. За нормално работење на меѓуопштинското претпријатие Пониква КП се предлагаше финансирањето да биде заедничко од буџетите на двете општини. Тоа требаше да придонесува за развојот на туризмот и управувањето со ски центарот на Пониква, во чија изградба делумно инвестираше и државното електропреносно претпријатие МЕПСО. Сепак, набргу се покажа дека претпријатието тешко ќе профункционира, а неодамна од локалната самоуправа на Пробиштип излегоа со писмено известување дека тие не се во состојба не само да го финансираат новоформираното претпријатие, туку дека не можат да се грижат ниту за топовите за вештачки снег и за другата опрема што им припадна со поделбата на донацијата од МЕПСО.